Ваше високопреосвештенство, митрополит Преспанско-Пелагониски администратор австралиско-новозеландски, господин Петар. Почитуван градоначалник на општина Битола, господине Владимир Талески. Почитувани представници на дипломатскиот кор, советници во Советот на општина Битола. Почитувани гости, драги наши битолчани. Веќе четврта година поред Битола го празнува својот светец заштитник, преподобен Нектари Битолски. Овој светец кој го чува нашиот град и сите нас, кои сме негови жители, е роден во Битола во 15 век. Неговиот живот поминал монашки на Света Гора. Во вечното Христово царство заминал на 18 декември, денот кога и ние го славиме како наш заштитник. Почитувани присутни, го поканувам неговото високо преосвештенство, митрополитот Преспанско-Пелагониски и администратор австралиско-новозеландски, господин Петар, да ве поздрави. Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Господине градоначалниче, представници на локалната власт, браќа и сестри, имаме посебна чест оваа година да го празнуваме преподобниот отец Нектари Битолски, заштитник на градот Битола, со свечена академија, што вечерве ја приредува градоначалникот и општината Битола. Јас би сакал најнапред да искажам благодарност за времето што го одвоивте ова вечер да бидеме заедно и да оддадеме достојна почит на светиот Нектари, а уверен сум дека утрешниот ден ќе бидеме сите во храмот Божи, свети великомаченик Димитри, кој е соборен храм на оваа епархија и на Божествената литургија по утрената богослужба, ќе оддадеме достојна почит со нашето присуство, со молитвите и така натаму. Би сакал со неколку збора да се навратам на животот и делото на Свети Нектари, за кој тропарот, која е најкратката песна во која е изразено или кажано житието или животот на Свети Нектари, дека сушност овој светител го отхранила или го однегувала, го воспитала Битола. И затоа тој се јавува како звезда росоносна на Атос во Света Гора, а времето кога Свети Нектари бил дете е времето кога Отоманската империја длабоко продирала на Балканот и особено во Битола, каде што битолчани дале силен отпор, па според шеријатското право сите оние градови, населби и села што давале отпор биле уништувани, но мајката на Свети Нектари имала видение. Мајката Божја, Пресвета Богородица, и се јавила и рекла: земи го мажот свој и децата и отиди на кришно место таму за да го заштитиш семејството, зашто ќе настрада градот. И така се случило. Турците, односно Отоманската империја, длабоко навлегла во градот, бил уништен целиот град, црквите, за кои се вели дека биле над 100, сите биле разурнати, а подосна се разбира врз нив биле изградени џамии, за тоа имаме сведоштво и денеска, со раскопките што се прават во џамиите. И од тоа, всушност, се видело дека заради гревовите на тогашниот народ се случиле тие работи. Зашто секое зло што го допушта Господ да се случи, не е заради нешто друго, туку најнапред заради нашите гревови. Конечно, таткото негов со неговиот уште брат биле известно време во манастирот посветен на светите безсребреници Кузман и Дамјан во Битола,
а потоа побегнал, или поточно речено, заминал за Светагора, Свети Нектари, таму бил примен од еден многу познат, голем духовник Дионисий, кој бил од високо потекло, бил син на првиот човек сенатор во Цариград и тој, како прозорлив човек, видел дека Светиот Нектари во себе носи голем порив да биде вистински подвижник на Светагора, го однесол кај неговиот духовник, познатиот и светец Филотеј, кој му рекол дека е добре дојден Нектари во нивната средина. Тогаш отецот Нектари прашал од каде му го знае името, а одговорил светиот Филотеј: Господ на нашите татковци, што те испрати да додеш тука, ми го кажа сето тоа за тебе. Ете таму се подвизувал, имал големи искушенија како млад човек, но сите искушенија ги пребродил и секако дека најповеќе имал искушенија со нечестивиот, со сатаната, ѓаволот, преку едно момче монах кој по секоја цена барал да го напушти заедничкото живење со неговиот духовник Дионисий, па известно време бил кај некој си духовник познат исто така, Даниил, за подосна пак да бидат заедно со својот духовник Дионисий, и така на Светагора, со големи подвизи, со пост и молитви, пред крајот се разболел и така го завршил својот живот. Но се вели во Светото писмо: дивен е Бог во своите свети. И навистина и во Светиот Нектари Господ е дивен, затоа што неговото тело останало нераспадливо, односно неговите свети мошти, затоа што во него живеел Светиот Дух, во неговото тело го оставил да биде нераспадливо и ден денес се наоѓа во Кареја, каде што бил и погребан во овој монашки град. Бидејќи Битола одлучи да го земе за свој заштитник Свети Нектари и нема подобар избор во тоа, зашто ако Битола го воспитала, тогаш Битола треба и да го моли тој голем духовник на нашата света црква да го штити и градот Битола. Како што Господ него со неговиот татко, неговата мајка и неговиот брат ги заштитил тогаш заради нивната праведност, секако дека денеска тие пак ќе се молат да биде заштитен градот Битола, доколку и ние бидеме праведни. Зашто да се биде заштитник е голема чест за некој град, како што е заштитник Свети Нектари. Но од друга страна, да се измоли заштитникот, да биде заштитен градот, тоа подразбира и наш духовен подвиг и духовно живење, односно живење согласно со Светото писмо, со светите закони, со светото предание. Ако ние така живееме, секако дека ќе биде заштитен градот, иако постојано го молиме, иако оддаваме достојна почит на Свети Нектари. Ќе спомнам дека од оние заштитници на градови најпознат е во нашата Македонија Свети великомаченик Димитрий, кој е заштитник на градот Солун. Преку неговата заштитничка мисла, молитва, подвиг и постојана грижа за градот Солун, бил градот Солун спасуван во повеќе наврати од земјотреси. Затоа дури еден од неговите кондаци на неговата служба е посветен токму на трусот или на земјотресот. Многу пати и авари кога доаѓале и други народи, кога сакале да го освојуваат, тешко го освојувале Солун. Токму затоа што Свети Димитрий бил оној што го заштитувал градот и ги повикувал и светите ангели да бидат заштитници во војните во кои се војувало за завземањето на Солун. Но да не заборавиме дека и многу градови, познати градови, заради грешниот живот на луѓето кои живееле во тие градови, пропаднале. Еве само да си спомнеме како пропаднал градот Ниневија,
во тоа време околу 40.000 град бил кој пострадал, првиот пат бил спасен, затоа што се покајале невјаните на пророкувањето и барањето и застапувањето на светиот славен пророк Јона, но вториот пат, кога повторно паднале во тешки и големи гревови, немало спас. Така градот целиот пропаднал. Да си спомнеме и за Содома и Гомора, познатите градови библиски, кои пропаднале затоа што немало кој да се моли во тие градови, дури кога прашал Лот колку праведници, ако има, ќе го спасиш градот, дали ќе го спасиш ако има 100, 50, 10, дури и до 7 дошло, но ни толку немало праведници, освен Лот со неговото семејство, затоа настрадал и градот Содома и Гомора. Настрадале овие два града, денеска каде што е мртвото море во Израел. Така, во таа смисла, сакам да укажам и да повикам сите ние да бидеме будни по ова прашање, ако сакаме да го почитуваме светиот преподобен Нектари Битолски како заштитник на овој град и ние да се потрудиме да ги усогласиме нашите животи на неговиот живот, да се отклониме од многу гревови, што и од многу пороци што владеат меѓу нас, па така да го прославиме достојно како што доликува, не само со зборови и декларации, туку со живот и дела. Амин. Благодарам. Оваа година ова чествување е посебно, затоа што за прв пат се организира ваква свечена академија под името Молитва за Битола, која ќе биде посветена на заштитникот на Битола, преподобен Нектари Битолски. Градоначалникот на општина Битола, господин Владимир Талески, во чиј мандат, впрочем, беше и прогласен овој светец за заштитник на градот. Со оваа свечена академија му укажува чест на своите сограѓани верници и на Македонската православна црква. Секако се разбира чест и кон градот Битола. Го поканувам градоначалникот на Битола, господинот Владимир Талески, да ви го честита празникот. Почитуван Владика Петар, почитувани овде присутни советници од Советот на општина Битола, почитувани дел од конзулите и почесните конзули во нашиот град, од нашите конзулати, почитувани наши граѓани, почитувани пријатели, почитувани верници, почитувани луѓе кои што сте влюбеници во духовните вредности на човечкиот живот. Денеска е многу убав ден. Денеска е посебен ден. Денеска во чест на утрешниот голем и свет ден, Нектари, ние сакаме со нашите граѓани да бидеме заедно. Покрај тоа што со векови, децении наназад, години наназад, Македонската православна црква си ја вршеше безпрекорно својата работа. Еве по четврти пат, значи пред 4 години, локалната самоуправа сакаше да има свој заштитник на градот. Заедно со владиката Петар разговаравме и по негов предлог едногласно прифативме заштитник на општина Битола, на нашиот град, да биде Свети Нектари. Овој исклучителен човек кој што живеа од 1430 година до 1500 година, кога се родил, го носил името Никола. Свети Нектари е името кое што го подига адреналинот и духовните способности на секој од нас. Почитувани присутни, во ова интензивно време на живење, во ова време на бескрајна и брза комуникација, интернет, мобилни телефони и така натаму, нашиот човек, колку повеќе е седнат пред тие интересни информации, станува се поосамен. Ние сакаме да сме блиски со луѓето. Ние сакаме нашиот народ да биде заедно на едно место и да договара каде ќе оди заедно и со своите мисли и со своето тело. Она што сакам да го кажам,
Денеска сме заедно во чест на утрешниот ден. Денеска сакавме на нашите граѓани да им ги насочиме мислите кон духовните вредности. Сакаме да чествуваме за големиот Нектари. Тоа е заштитник на нашиот град и цениме дека и најмалите и најстарите треба да бидат заедно со нас. Впрочем, духовно сме сите заедно. И затоа, ценејќи ги овие големи вредности на овој голем духовник, убедени сме дека насочувајќи ги мислите на нашите граѓани кон духовните, моралните, етичките вредности, дека нашиот народ ќе живее поубаво. И вистина е така. И резултатите ќе бидат поголеми. И во приватниот живот, семејниот живот, и во професионалниот живот. Јас ве уверувам дека откако е заштитник Нектари на нашата општина, нашите резултати се подобри. Ние поуспешно работиме. Нашите резултати се повидливи. Сите оние напластени проблеми кои што беа во минатото и хаотично се решаваа, почнуваат да се средуваат. Градот почнува да заличува. Сите се интересираат за Битола. Бројот на конзулатите се зголемува. Бројот на инвеститорите се зголемува. Создаваме услови за решавање на најсуштинските проблеми на нашите граѓани. Од идната година ќе се изградат фабрики, ќе живеат нашите луѓе. Ќе се склопуваат бракови, ќе се раѓаат деца, ќе купуваат станови луѓето, ќе земаат кредити, ќе живеат поубаво. Македонија е убава земја. Но се можеме да имаме, ако духовно сме слаби, исто како ништо да немаме. Затоа, почитувани и присутни, чест ми е и ви благодарам што дојдовте, лично, да бидеме заедно вечерва. Тука се медиумите и оние кои што од различни причини не успеа да бидат заедно со нас. Ова ќе го видат преку телевизиските екрани. Но во секој случај имаме една голема работа, една света работа, имаме една бескрајно скапоцена работа, го имаме за заштитник Нектари. Неговиот дух се уште и секогаш ќе остане со нас, во нас и заедно со сите нас. Нектари не поврзува со минатото време, Нектари ни помага во сегашноста, Нектари ќе не однесе во иднината. Чест ми е што овој град има оригинален заштитник, затоа што се ретки градовите кои што имаат свој заштитник. Се повикуваат на познатите светци, а пак Битола го има својот исклучителен и единствен Свети Нектари. Почитувани присутни, нека ни е за многу години. Убеден сум дека ова ќе стане голема традиција во нашиот град. Ви благодарам за вниманието. Од вечерашната програма насловена Молитва за Битола произлезе и CD кое вечерва сите бесплатно го добивте како подарок и сеќавање на денот кога се слави нашиот патрон, преподобен Нектари Битолски. А сега преминуваме на свечената програма. Молитва за Битола. Молитва за нашата Битола. Молитва за сите битолчани кои живеат во Битола. Молитва за сите добронамерници во овој град. Во Битола си бил послушно и кротко дете, а на гората Атос си се украсил со светли победи, очи Нектарие. Денес блескаш како друго сонце и не милуваш со зраците на твојата добрина, нас, овде во Битола. На сите што со вера го празнуваат твојот божествен спомен, подај им за награда светлина и благодат и моли го Христа, нашиот Бог, да ги избави од темни на нашите души.
nas izgreja mladost, si go osvetil karejski odski, te vospital grad od Bitola, Oče naš nektarije. Prosvetli gi si te što so ljubov teče stvuvat, i neprestajno moli se za site nas. Slava mu na Hrista, koj te proslavil, slava što te oblagodatil, slava mu na onoj što preku tebe, ni dade nam i sebe.
Телесна како сонце на земјата и на небесата, делата на твојот добродетелен живот, богоносен оче нектарие. Праведен со праведниците, светиш како сонце, како што вели Господ, размислувајќи како мудрец за делата Божии и за Неговата волја. Со своите молитви осветлине и нас овде во Битола и отстрани ги смртта и смртниот сон од нас со Твојата благодадена добрина. Raduj se nebesto,
se svetaja Vladičice, raduj se nebesto, nebesna, tebe hramu osveten, gore što te povikuvam, raduj se nebesto, nebesna, prihvati me, od dušmano ti zbavi me, raduj se nebesto, nebesna, pokaži me, na život večer nasledni, raduj se nebesto, nebesna. Alleluja.
Jego,
како да те наречам, нектарие? Жива вода на бесмртност ли? Извор на нектар ли? Питие на неминливост ли? Звезда што изгрева и духовни зраци што заблескува? Или пак светилник, јасен на оние што монахуваат? Зашто е твојот живот жив извор на светлина, која ти ја позна? Блажени, моли се за нас, граѓаните на Битола. Моли се за спасение на нашите души.
plaču dejani moji lukavi. I plaču dejani, i plaču dejani moji. Обещаю безсмертному царю, коим дерзновение возью на судью. Како обещаю безсмертному царю, или коим дерзновение возью на судью. Благословија свети Нектари и Битола, зачуваја и од лошо сочуваја, нека биде света. Земјата нека раѓа за сите, животот нека биде полн со берикет, да нема страдни и гладни.
Сите срца ослободи ги од грешни мисли. Во сите срца добрина да цари. Во сите срца љубов за секогов сади. Човек на човека близок секогаш да му е, слуга и сожителство да има. Нашите најмлади и најмили, благослови ги, осветителу, Оче, богоносен нектарие. Со своите молитви осветли ги нашите деца и дарувај ги со својата богодадена добрина. Ете, тоа беше молитвата за Битола, спонзорирана од градоначалникот на општина Битола, господинот Владимир Талески. Почитувани присутни, утре се гледаме во храмот Свети Великомаченик Димитрий
во 8 часот наутро, каде што ќе започне прославувањето на преподобен Нектари Битолски. Ке се одржи литие како и опход со моштите на светиот новомаченик Агатангел Битолски, тргнувајки од соборниот храм Свети Димитри преку Широксокак на плоштадот Магнолија и повторно во соборниот храм. Нека ни е за многу години денот на нашиот заштитник и на нашата Битола.